Боби прашува дали во месеци со Р и во потопли месеци треба да има менување и регулација на нивоата и количините на омега-3. Боби, сум слушнал и јас за ова тврдење, многу луѓе веруваат дека омега-3 во месеци со Р треба да се внесува повеќе, дури некои луѓе веруваат дека само во месеци со Р треба да се внесува омега-3, но прво тоа логиката за тоа е малку outdated, односно нема никаква логика, затоа што прва работа она што луѓето сметаат е дека во ладните месеци телото има поголема потреба за некој од надвор да му даде као еластичност на крвните садови, затоа што сметаат дека нели на ладно работите се стеснуваат и при тоа и крвните садови се стеснуваат, па им треба некаква поддршка и суплементација што ќе помогне во сето тоа, но тоа научно нема никаква основа, иако јас знаев дека прво е нешто за неверување, но во секој случај проверив за да се осигурам така да не постои никаква научна основа, затоа што телото прва работа одржува константно 37 степени внатрешна некоја температура и таа не се менува без разлика дали надвор е топло или ладно, таа е температурата внатре во телото и кај органите, така да нема никаква логика зошто во ладни месеци треба повеќе омега-3, треба омега-3 и сите хранливи вредности се потребни во телото секојдневно. Има можеби некакви незначителни промени кај микронутриентите, да речеме кај одредени витамини и минерали, е потребно повеќе можеби да се внесуваат во месеци кои што се поладни, кои што денот е пократок, као витамин D, витамин C, но повторно за омега-3 тоа не е важно, а и за овие нутриенти се работи за многу незначителни поместувања. Така да не верувај на такви работи, она што верувај дека на твоето тело секојдневно му требаат сите хранливи вредности, вода и кислород. Тоа се трите начина како се создава, тоест трите работи кои што се потребни да се создава енергија во нашето тело и да се оптимизира метаболизмот, и тоа ќе остане за секогаш најверојатно така да имаш зелено светло да во текот на целата година користиш омега-3, и моја топла препорака е тоа да го правиш, затоа што многу важни масни киселини има во омега-3 кои што се викаат ЕПА и ДХА.